Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ке гледате. Коронавирусот зеде нови 7 жртви, но има граѓани што се уште не веруваат дека постои. Не сме го виделе дека постои грипот, а вака кажуваат број, а ниеден не го знам дека е болен. Докторите се лути затоа што дел од болните доаѓаат во фаза кога веќе не може да им се помогне. Се почесто хоспитализираме пациенти кои што се во тешка општа состојба. Све е за пари, парање. Кои се причините да се верува дека COVID-19 е измислена приказна? Низ негативни примери се постигна еден висок степен на недоверба на граѓаните спрема институциите. Теории на заговор плюс лажни наративи плюс патриотски символи еднакво на Сетото е поврзано. Еден инженеринг. Короната е настаната од 5G во Вухан. Освен ластовичките, годинава со доаѓањето многу доцнати штраковите. Преа од короната. Ставија у Скопје G5 антената. 5G, тие како ја викат? 5 гига. Вака се известуваше во април, па проверивме дали има штаркови во Чешиново Облешево и дали умираат птици во Боговиње. Duhet një periudhë të kalojë ku ti duhet të punojsh me njerëzit, domethënë jo vetëm të flasësh, por duhet të bisedosh në bazë të fakteve. Од каде се шири реата налето во Гевгелија? Не би сакал да вперувам со прст, а дека постои таа појава, постои и дека мора да се реши, мора да се реши. Останете со нас, со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Непочитувањето на мерките и препораките за време на рамазанските пости и ифтарските вечери, како и при групниот транспорт на текстилните работнички, го зема својот данок. Новите 89 заразени од предходното денонокие, што е втор најлош ден по 16 април, кога беа регистрирани 107 случаи, се главно од Скопје и од Штип. Во однос на починатите пак, изминатиот ден со 7 смртни исходи од COVID-19 е најцрн од почетокот на епидемијата. Докторите велат дека голем дел од болните доаѓаат многу доцна, во фаза кога не можат да ги спасат. Зоран Јовановски со слика од терен и актуелните трендови за вирусот кој убива, а при тоа не избира ни по вера, ни по етничка припадност. 3 месеци по првиот случај на COVID-19 во земјава, период во кој се очекуваше епидемијата да се движи кон својот крај, регистрирани се рекордни 7 смртни случаи за едно деноноќие. Со тоа, бројот на починати од коронавирусот стигна до 140. Статистиката која 360 степени ја обезбеди од Институтот за јавно здравје говори дека еден од главните фактори за толку смртни случаи е што пациентите многу доцна се јавиле на лекар. Бројките велат дека 7,4% од починатите од COVID-19 умреле уште пред да бидат хоспитализирани. 4,1% од жртвите починале при прием во болница, а дури 29,5% починале во првите 5 дена откако биле примени во болница. Или сумирано, 41% од пациентите кои починале предоцна биле донесени на лекар, па докторите имале малку опции да им помогнат. Останатите 42,6% од починатите поминале меѓу 6 и 14 дена лекување во болница, додека 16,4% починале по двонеделна хоспитализација. Раководителката на одделот за инфективни болести при градската болница 8 септември, Патриција Каламарас, каде во изминатото деноноќие починаа 6 пациенти, вели дека наместо пациентите да се пријавуваат навреме, се случува спротивното. Предпоставувам дека пациентите подолго чекаат да се обратат кај матични лекари, кај триажа. Меѓутоа сакам да напоменам дека и до тежината на оваа состојба секако допринесува и транспортот, затоа што од некои градови треба и потребно е повеќе часови за да дојдат кај нас. Пациенти кои што се со ниска сатурација, во тешка општа состојба, во главном прво се обидуваме со кислородна поддршка, меѓутоа ако се влоши состојбата, тогаш сме приморани на асистирана вентилација да ги поставиме. Доктор Каламарас не ја крие разочараноста од големиот број новозаразени. Можам да кажам дека со непочитувањето
на препораките на одредени граѓани, целиот труд наш за овие 3 месеци ни го фрлија во вода. Ние сме веќе изнемоштени, значи уморни сме како медицински кадар, постојано одреден број на медицински кадаре, тоа е таа бројка која што сме ние во Македонија, кој што перманентно работиме, верувајте и некогаш и дома не се враќаме, а сега наидуваме на уште потешка, значи фаза, кога со нов налет и на уште поголем број и нажалост и уште потешки пациенти ни доаѓаат. Директорот на Институтот за јавно здравје Шабан Мемети уверува дека ситуацијата се уште не е вон контрола, бидејќи иако расте бројот на новозаразени, тие генерално потекнуваат од познати кластери. Активно се работи во жариштата Полок, Скопје и Штип. Освен рутината, што треба да му се земат брисеви на кластер групите и на второ колено или трето колено на контакти на овие лица. Да се направи скрининг и да се детектират случаите со можен COVID-19 позитивни повеќе. Ова е повеќе од рутинските брисеви што се земат, што имат основа на епидемиолошка анкета и симптоматологија. Ние сакаме да го зголемиме земање на брисеви на овие лица, за да можеме да ги детектираме и да ги знаеме позитивни со COVID-19. Нови кластери ви се појавуваат? До сега не. 80% ја спомнав во град Скопје и во другите градови се кластери што ги знаеме. Според последните податоци, најмногу активни случаи од COVID-19 има во Скопје, но тие не се рамномерно распределени во сите општини. Најмногу има во Чаир 54, Пасарај 38, Аеродром 29, Бутел 28 и Газибаба 27. Останатите скопски општини имаат далеку помалку случаи, а на дното на листата е Центар со 7 позитивни. Чаирските улици денеска беа со стандардниот метеж по кој е препознатлива оваа скопска општина. Ги прашавме чаирчани колку се почитуваат мерките за заштита. Не се почитува баш како што треба. Повеќето луѓе не носат маски, настојане не nосат. Numri është stor, problemet zonë përshtohen për këtë virusin. Po sa më mërmenja mua për këto duhen pak me kam pak të mbyllur se njerëzit po mendojnë si është puna hajgara, këto Чао. За други пак, чаирчани се дисциплинирани, иако бројките го покажуваат спротивното. Jo, nuk është, është gënjeshtër. Rrejnësht, totalisht. Me çfarë qëllimi e kanë për hap këtë bisedë, fatro nuk e di. Регулат përmbahen. Корона скептицизмот овде е широко распространет. Оние кои не веруваат дека вирусот постои би се увериле само ако ги видат заболените или ако запознаат заболен човек. Види, колкав народ има, види. Ниједен не е болен. Кажи ми ја еден, у Газибаба живеем 30 и нешто години. Еден не го знам дека има COVID-19. А таму кажуваат дека има толку број. Нека ги ваѓат еден, овие што кажуваат дека толку број. Нека ги ваѓат у телевизија дека се болени. Па треба луѓето секој со лик да го пуштаат на телевизија за да знаете дека тој е болен? Не еден, не секој бе. Еден 10 луѓе нека ги кажуваат бе. 10 луѓе нека кажат дека Како ќе се чувствувате вие ако сте болен од ковид да ве пуштат на телевизија дека вие сте тој што е болен? Да, бога ми да. Ќе викам ја сам телевизија дека луѓе, стварно постои овој грип. Нека знаат дека стварно постои, еве лежам ја. На прилика, еве лежам, нека земат пример од мене за да се пазат стварно дека има. А не не сме го виделе дека постои грипот, а вака кажуваат број, а ниеден не го знам дека е болен. Некои сметаат дека оние што ги почитуваат мерките за заштита од ширење на вирусот се жртви на корона скептиците. Цел свет значи нешто постои. Некој не верува. Мисли дека е тоа само такав ко пропаганда. Тоа не може да биде пропаганда. Ја лично се плашам и за мене и за моите. Ради некои несовесни, сите страдаме.
Сепак, не сретнавме чаирчанец кој би се согласил општините како Чаир да се стават во карантин, можност која ја најавија надлежните. Мене не ми се допаѓа тоа, али не знам, тоа одлучуваат компетентни органи. Në qoftë se shkon ashtu, le të shkon krejt qyteti. Jo vetëm një pjesë e qytetit. Se del segregacion apo diçka krejtësisht tjetër. Qëllim politik për dikant tjetër. За сите скептични и првиот човек на Институтот за јавно здравје и шефицата на одделот за инфективни болести имаат јасна порака. Прочитав изјава од дека граѓаните биле доволно напатени и во тешка економска ситуација, па затоа и не се казнувале во тек на овој период кога беа олабавени мерките. Меѓутоа, јас би се прашала едно, нели е поголема казна за граѓаните да им се дозволи да се однесуваат без никаква одговорност, а тоа да резултира со ваков огромен број на тешки случаи. И со нивното непочитување исто така би кажала дека ја загрозуваат целокупната популација. Ако граѓаните не почитуваат мерките и ние еден ден ќе дојдевме на ситуација нема да му одговори на барањето на граѓаните. Затоа спомнав неколку пати, почитувајте мерки, бидете предпазливи, бидете свесни. Вирусот убива и се докажува и кај нас, и во регионот, и во глобално ниво, дека вирусот убива. Зошто дел од граѓаните упорно не веруваат дека постои коронавирусот? Славица Филиповска разговараше со психолог и со антрополог, но и со обични граѓани. Corona means crown, and so this refers to the way that the virus looks under the microscope. Hopefully the public can see these images and really start to understand why this is so serious. Дека имаат срчи, како стакло да имаат во белите дробови. Бројот на заразени од COVID-19. Коронавирусот. Коронавирусот. Коронакризат. Коронавирус. Make no mistake. We have a long way to go. Сите треба да се прилагодат на новата реалност, новата реалност. Не го се ова не слушаме. Не има корона, не. Еве туту си садимо по 10 души. Кој сака нек дојде Филипче нек сади туту, корона нема да има. Сезоната на садење тутун во Велешко и оваа година тече по старата пракса. Сеидбата не трпи физичка дистанца како што налагаат препораките за заштита од коронавирусот, иако оваа група земјоделци веруваат дека од такво нешто нема ниту потреба. Не постои. Кај нас е чисто, мирно. Нема такви работи, ни не верувам. Во е некоја вештачко наместено. Вештачко наместено. Зошто некој вештачко би го наместил? Па не знам. Све дава пари за тоа ќе наместат пари. Да. Све е за пари парање. И ми не веруваме ништо политичари, не се стабилни. Не ве загрижува статистики ве починати заразени? Не, пошто во Ванем у наше село 13 души за еден месец умроја. Не имаше корона, ни ништо. На кога кад му дојде, так си умре. Овие земјоделци не се осамени во ставовите. Иванковци има 800 жители. И покрај епидемијата се чини дека секојдневието овде воопшто не е променето. Иако главна тема на муабет во селото сепак е коронавирусот. На камионџијата Владко му годи дружбата со соселаните откако по враќањето од странство, како што вели, попусто морал да помине 14 дена дома во самоизолација. Како почна на телевизор да објавуваат тие некои работи, од тогаш почина народот да се плаша. Тоа е само психичка база. Да седиме дома, да по моје мислење дека е така. За друго не. Дека треба да се заштитите сепак некако? Потреба се како што гледаш од еден од други. Сите се плашат. Ако не постои, зашто мислите дека? Ја не нося, ја привитирно да носам маску, веле, зашто не ме пушат у продавниците, онака не носам маска. И си не ми листа. Овде маски не се носат. Едино ако дојде полиција да мора да не тера зорле да носиме. А ено у колата ми стојат 3 маски, 4. Па зошто не ставате за? Ама зашо да носам овде? Овде нема. Тука не може ни да има. Кој ви гарантира? Ја гарантирам дека овде нема. Природата е таква. Сред село седеше уште еден жител без маска, но со различно мислење.
Тој се обидува да ги разбере ставовите на останатите. Па не ги боли сигурно, ако ги боли, тук му дојде до глава ќе веруе, ако не, не га боли, ако дојде до njega да отиде болница ќе веруе. Зошто луѓето се индиферентни и покрај мноштвото информации за COVID-19? Прашањето е комплексно и за професорот по психологија Атанас Киријаковски, кој смета дека индивидуалецот се соочува со низаумствени фактори и во оваа пандемија. Киријаковски објаснува дека еволуциски луѓето секогаш имале тенденција кон оптимизам. Од аспект на оваа епидемија оди против, затоа што луѓето не веруваат дека нешто ќе им се случи лично нив и дека лошото е секогаш некаде далеку, на страна. И друг аспект од проблемот е што ова е еден непријател кој што е многу тивок, кој што е невидлив, кој што напаѓа многу бавно. Значи, ние како дел од животинското царство, нели ние сме дел од тоа царство, како човек, како животно, сме еволуирале во контекст да детектираме опасност само кога е непосредно присутно. Луѓето, вели тој, сакаат да веруваат во правичен свет. Веруваат дека лоши работи им се случуваат само на лоши луѓе. И третиот психолошки, да речеме, феномен кој што се поврзува со пасивноста на луѓето да ги имплементираат и да следат мерки, е така наречениот феномен на научена безпомошност. Кога еден организам се наоѓа во ситуација на, да речеме, на агонија, на страдање, но во исто време не може да направи ништо за тоа, учи да стане безпомошен. И кога тој организам или тоа животно, или во овој пример човекот, го преместите во ситуација кога може да превземе нешто, за да ги ублажи таквите страдања, тој не го прави тоа, иако има можност, затоа што искуството, тоест научил да се однесува безпомошно. Велеси околината не се изолиран пример. Вакви ставови делат и жители на Скопски Сарај, едно од актуелните жаришта на коронавирусот. Çfarë frege, qëtë e mbaket varët të veç mos më dënojnë, se 20 era apo për koronavirus, çka do të pruje kjo? Kur gjë? S'ka, kur gjë s'ka. Amma ba djalla. Po doktor po thonë që ka, staroj. Ku janë ato njerëzit që janë të mund të gjesën ata? Професорот по антропологија Љук Чористески смета дека медиумите треба да бидат шаренолики во известувањето и да се обидат да презентираат и позитивни примери. Отпорот на луѓето го препишува на презаситеноста од негативни вести, но и на недовербата кон јавните институции градена со години. И луѓето на некој начин сакајќи да го искажат тоа дистанцирање, тоа несогласување спрема овие институции, најчесто сакаат со едно игнорирање да го отфрлат на некој начин постоењето на една ваква, да речеме, еден ваков вирус, епидемија и така натаму. Исто така мислам дека ваквиот тип на игноранство може да биде и од се уште недоволна информираност на сите слоеви во општеството. И тука мислам дека медиумите мора да одиграат многу поголема улога, поголемо значење. Одбивноста да се посегне кон лична заштита, па дури и да се работи само за маски или дистанца, Ристевски ја припишува и на културните и општествени карактеристики на нашето поднебје. Некои вообичаено тоа го нарекуваат менталитетот на луѓето. Кај нас е многу вообичаено таа блискост да се искажува покрај останатото и низ еден физички, непосреден контакт. И затоа често пати кога во медиумите се правеа тие споредби со некои од земјите во Скандинавија, па и нивниот начин на однесување. Тоа се едноставно несоодветни споредби во смисла на образците на културно однесување. Може да се промениме и работите многу се променија, бидејќи гледаме ние дека во најголем дел, мора да се каже, во најголем дел од граѓанството, во државата, сосема јасно се придржуваат до мерките. Тоа ако не беше така, ќе имавме рапидно распространување. Сега е важно само тоа да продолжи да се практикува. Здравствените власти постојано велат дека ширењето на заразата е под контрола, но и дека луѓето не смеат да се опуштаат. И додека овие зборови се повторуваа, настапија верските лица.
Не мислите дека така придонесувате во ширење на коронава со иста лажичка причеста да се... Ја мислам дека лажичката и причестата не принесува. Оно што се плаши од причеста, нека не пристапи. Ништо друго не можеме ние, не може да менуваме традиции од векови. И да знаете дека COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Една од доктрините на најголемиот број на религиите е Бог треба да ни е нам во срцето. Ако е така, тогаш нема потреба во вакви случаи да се изложуваме и најважното е да ја изложуваме заедницата на поголеми ризици. Не само верските лидери, туку сите авторитети треба да се обединат и нивното влијание да се насочи исклучиво кон интересот на заедницата, вели професорот Киријаковски. Рол модели од сите релевантни фактори, од политички до авторитети, да се лоцираат лица кои што се локални авторитети и тие лица да се таргетираат, да се едуцираат понатаму да спроведат пораката. Понатака самите политичари да бидат, да покажат соработка, кооперативност, да покажат дека ова е проблем кој што не засега сите нас и дека треба да престанеме со политички игри и ценкања. И после тоа кога ќе го решиме може да продолжи да се колеме што се вика, ама во овој момент мора да се покаже солидарност, соработка и унитарност. На недовербата дека вирусот постои се придодава едно цело движење базирано на теории на заговори, на лажни наративи за наводна поврзаност на коронавирусот со 5G мрежата и вакцините. Кога кон ова ќе се придодаде патриотска иконографија, се добива вистинска каша, која сепак има приврзаници кои се активни главно на социјалните мрежи, а вчера излегува и на протест во Скопје. Галина Николовска-Ризвановиќ се обиде да ги соочи со рационални прашања и еве какви одговори доби. Вие треба повеќе нас да не сватите, пошто и вие сте замешани во сето ова. Сите прилики се тоа. Ете така. Следиме законите на Хвала. Ставете се маски, собирањето знаете дека е забрането. Во возила доколку бидете не повеќе од двајца, ако сте фамилија може или повеќе ете така. Значи да ги Залудни беа обидите на полицајците да им укажат на насобраните граѓани дека се забранети поголеми собири и дека задолжително треба да носат маски и да одржуваат растојание. Овие сцени се случуваа на паркингот во близина на Скопскиот саем, каде група од 20 на луѓе нестрпливо чекаше да тргне на протест пред владата. Денеска тука се собравме спонтано за да одржиме еден протест, да го изразиме нашето незадоволство против веќе 75 дневниот и нови 15, тоа ќе бидат цели 90, значи 3 месеци карантин, вонредна состојба и полициски час, кој што еве се навестува дека можеби пак ќе се воведе. Нема организатор на протестот, значи се случи ивент на социјалните мрежи и едноставно еве мене ми е многу драго дека луѓето дојдоа, сега одиме пред влада, се надевам и таму ќе му што повеќе. Добро опремени со реквизити за на протест и на китени возила, демонстрантите се упатија кон посакуваната дестинација. Пред владата ги дочека друга група граѓани, но и полициски кордон. Демонстрантите ги развиорија транспарентите и знамињата, а пред присутните испратија пораки против поставување 5G антени, коронавирусот и вакцините. Не смеат луѓе да се стават на вентилатор. Најчесто умираат. Не го кажувам тоа јас, тоа го кажуваат стручни доктори. Истите тие доктори кажуваат дека носењето на маските и ракавиците е небулоза. Ние сме сите здрави луѓе и нема да дозволиме вакцини со отров и ви го знаеме планот и нема да дозволиме. Многу интересен момент е што добро, точно пандемија, смртност и така натаму, за оние, не знам што се техничари, монтажери кои што местат 5G мрежа навечер во недела, без маски. За нив дали има пандемија? Или они имаат специјален имунитет, имаат од вакцината на Бил Гейтс примено? Значи многу институции во светот го кажаа своето дека короната е измислена.
дека ова е план на глобалистите како да не натераат да бидеме робови како овци во трдо ставени. Велите, не верувате се сомневате во коронавирусот. Дистанца сепак држите маски. Држиме ради полицијата. Заради полицијата да ги И ради народот да не страда никој, да ги заштитиме, да не ги кажнува. Како ги поврзувате корона, 5G вакцини? Сето е поврзано. Еден инженеринг. Короната е настаната од 5G-то во Бухан. Истото овдека се прави ноќно време, се кријат екипи дека ги прават и тоа екипи од Бугарија се донесени, не македонски екипи. Не се плашам ни од казна, не се плашам ни од корона. Таа казна што ќе ја пише, кога ќе се открие вистината, некој ќе биде тужен и ќе одговара. Затоа што која вистина зборувате? Вистината дека короната е измислена пандемија. За да се доведат сите држави во светот во економски колапс, за да дојдат банкарите, екипата која што не владее многу години уназад со целата планета, да ни понуди решение финансиско со тоа што да не задлабочи до крај и да не можеме никош да се одолжиме кон нив. Речи си сите демонстранти носеа знамиња, шалови па и чадори со патриотски символи. Па ги прашавме зошто ги носат овие обележја на протест против 5G и мерките за коронавирусот. Знамето е на Македонија, ова е првото знаме на Македонија, тоа што е сега знаме, тоа е формирано со посебни уредби и причини. Ние си го знаеме кој е нашето вистинско знаме. Нашето знаме се вееше и на парадата во Русија. Пред владата се задржаа околу половина час, бидејќи интервенираше полицијата со наредба групата да се растури. Не било дозволено собир, по кој основ? По кој основ не е дозволено? Уа! И покрај негодувањата, демонстрантите заминаа во колона возила на најавената маршрута низ Скопје и порачаа дека идната недела повторно ќе се соберат, но десетина граѓани одбија да си одат пошто дојде до конфронтирање со полицијата. Од МВР соопштија дека освен човекот кој беше приведен, против 7 лица поднеле пријави за непочитување на уредбата и мерките за јавен собир и групирање. Основаноста на лажните и конспиративните наративи ја проверивме и на друг начин. Бевме на терен за да посведочиме дали умираат птици во Боговиње и дали нема штаркови во Чешиново Облешево, како што се тврдеше во средината на април. Заклучокот е дека нема ништо невообичаено или необјасниво. Но лажните наративи и понатаму се присутни во јавниот простор, а најчесто ги лансираат портали кои или се регистрирани надвор од земјава, или имаат нејасна сопстеничка структура. Ова видео од базна станица на мобилен оператор во општината Боговиње беше една од причините да се крене паника во општината дека наводно се поставува 5G мрежа поради што почнале да умираат птици во регионот. Паниката стигна дотаму што градоначалникот на Боговиње почна собствена истрага, за на крај да дознае дека еден мобилен оператор само го засилувал сигналот на постојната мрежа. Месеци половина по овие настани во Боговиње се живи и луѓето, и птиците. Но иако никој не гледа ништо невообичаено со своји очи, жив е и сомнежот. Што имаше на Па имаше дека од овие 5G, како се вика, дека умреа птици. Чуo sam od narod, od ljudi, ovdje ima jedna antena su montirali prije mjesec dana i nešto, tako je bilo. I pričaju kako da, ako slučajno prođe neka ptica ispred one antene i one ptice padaju dole na zemlju. Кажа дека во Сеничане птиците изумира. Немам коментар за ова, да ти кажем правилно. Градоначалникот Албан Жемаили смета дека паниката е спласната, откако тој самиот се обратил во Агенцијата за електронски комуникации кај мобилните оператори, при што добил одговор дека не се поставува 5G мрежа. Но во процесот и самиот станал свесен дека под превезот на 5G се шират разни други теории на заговор. Po thashë edhe më parë duhet një periudhë të kaloje ku ti duhet të punojsh me njerëzit, dhe me thënë jo vetëm të flasësh, por duhet të bisedosh në bazë të fakteve. Faktet janë ato të cilat janë të shkruara dhe të cilat dalin nga organet kompetente. Pandemia nuk ka të bëje fare me rrjetin 5G.
nuk ka të bëje fare me rrjetin 5G. Banorët janë tani të bindur, kjo është një çështje tjetër, ajo është komplet një çështje tjetër dhe nuk ka ndërlidhje, domethënë, të rrjetit 5G nga ajo plasimi i informacioneve të rrejshme. Nuk janë të rrejshme incizime të cilët dolën për shkak të zogjve të cilët ishin të rënë, po ato incizimi i pam edhe në Greqi, pam edhe disa shtete të tjera, domethënë nuk ishte vetëm këtu në Maqedoni. Токму во деновите кога преку Facebook се прошири паниката во Боговиње, на Штипската ТВ Стар беше објавен прилог со тврдење од локалните жители дека годинава имало помалку штркови и ластовички. Во сторијата малку простор доби експертскиот став, а повеќе се слушаа гласовите на мештаните кои имаа своја теорија. Реа од короната. Ставија у Скопје G5 антената. 5G тие како ја викат? 5 giga. Ставија у Куманово 5 giga, гледаш почнаа да мреат народот. Народот се освестен. Но и славите ги нема, не само ластовичките. Тоа, Г-то да го нема, порно ќе биде. Пред крајот на пролетта, во центарот на Чешино во Облешево, каде беше снимен дел од сторијата, има поинаква гледка. Штрковите на околните бандери свиле големи гнезда, но перцепцијата на овдешните жители за нивната бројност е поделена. Не е точно како. По шојом видел дека нема животни, дека нема птици, дека нема ластовички, дека нема. Не е тоа точно тоа. Пинат понекога не знаат што зборат тие. Викам ти, еден автобус има тука 200 души по 40 по 50 години што не го интересира ни жена, ни деца, ни брак, што тај ти кажува за ластовички, за штрци, за ластовички и штркови ќе има, народ ќе нема. Народот ќе избега. Пред 2 месеца дойдоа, другар. И гнезда направи и спилија се. Уште малку ќе сијат човекот, другар. Они доа мал број. Огромен број на штрци имаше, ластовички, а сега ќе дали короната, дали вие антени ќе стават, има нешто. За перцепциите на дел од жителите се обидовме, но не успеавме да разговараме со градоначалникот Николчо Крстев. Сепак случајно сретнавме еден од поранешните општински татковци, Орце Митров. Јас лично не сум приметил, јас се движам нон-стоп по сите населени места и таму сум присутен во полето кај нас, значи има штркови, има ластовички, немаме приметено нешто, или што кажуваат, гледам на интернет и по телевизија, на некои телевизии кажуваат дека има помор на птици, тука не сум приметил кај нас у нашиот крај. Мислам дека за сега нема, инаку штрковите некојаш се побројни, некојаш се помалку, значи за секој случај зависи од годината, од самата клима, од многу работи. Во телевизиската сторија од пред месец и половина, која индиректно го расшири наративот за наводна поврзаност помеѓу 5G мрежата, коронавирусот и наводно помалиот број штркови, беше емитуван став и на Методија Велевски од Македонското еколошко друштво. Нема никаква врска 5G мрежата која што тогаш беше коментирана во емисијата со таа забележана теоретски смртност, која што не беше ништо преголема смртност. Сегашните истражувања 2 месеци потоа укажува дека се популациите на птиците сосема во ред во Македонија. Организацијата за која работи Велевски редовно прави попис на штрковите во земјава. Нивните податоци уште во 2015 година покажуваа дека нема видлив пат на популацијата на штрковите. Тој смета дека и нивно намалување до 30% во период од 10 години е во рамки на нормалата. Нема никакви, ама буквално никакви научни сознанија дека 5G мрежата влијае негативно на птиците. Има сознанија дека некои инсекти, посебно пчелите, ја чувствуваат, но нема доказ дека повторно влијае на нив негативно во смисла на намалување на нивната бројност, промена во однесувањето кое што води понатаму во намалување на бројноста и слично. Од друга страна, многу се документирани другите причини за исчезнување на видовите или за намалување на видовите, уништување на живеалишта, промена на користењето на земјиштето, климатските промени. Според мрежата за откривање и следење лажни наративи F2N2, засиленото присуство на сториите за 5G мрежата и наводните негативни ефекти во земјава се совпаѓаат со периодот на зачленување во НАТО. Таквите вести ги шират пред се портали регистрирани надвор од земјава или без јасна собственичка структура, кои потоа се споделуваат по социјалните мрежи. Од ваквите лажни наративи
ќе остане кај граѓаните мислата и сомнежот, а особено е опасно тоа што на овој наратив се надоврзуваат и други наративи, дезинформативни, па го поврзуваат 5G со коронавирусот, со вакцини, со Бил Гейтс, со различни протести во светот и така натака. Крајна последица од збунетоста и сомнежот е недовербата. На крајот, тоа само ја подрива довербата во институциите, ја подрива довербата во процесите, бидејќи луѓето не знаат кому и во што да веруваат. И за жал, токму тоа е главната поента на дезинформациите и секогаш треба да се гледаат во еден поширок контекст. Македонија не само што станува плодна почва за ширење лажни наративи, туку веќе подолго време и самата е извор на такви вести. Американската мрежа NBC News неодамна објави истражување дека фарми за креирање дезинформации од земјави и од Филипините работеле за еден од најголемите споделувачи на теории на заговор за COVID-19 на Facebook, антиваксерскиот портал Natural News. Во неговите објави покрај лажни информации за коронавирусот се шират и дезинформации за 5G технологијата. Од Facebook објасниле дека постојано се реобјавувале содржини од профили, но и од сестрински сајтови во обид вештачки да го зголемат својот досег. Тие страни сега се укинати, се разбира, додека не се појават под друго име. Гевгелија нема проблем со коронавирусот, барем засега, но секое лето граѓаните се пред искушение да стават маски поради лошата миризба што се шири особено приквечер. И покрај ветувањата и декларираната волја, општинските власти не само што не може да го решат, туку и не може точно да го лоцираат проблемот. Сомнежот е дека реата доаѓа од блиските фарми, но нивните собственици велат дека не е од нив. Како навидум лесно решлив проблем заглавува во административните лавиринти. Ирена Каревска. Отвараш, луфтираш домати, в леве мири, значи прече. Ама, треба да се преземе нешто. Да дојдете увечер, па ви сами да се уверите. Е зачудувачки што овој проблем не се решава. И додека не покаже, не се утврди точно што е како, јас не би сакал да вперувам со прст. А дека постои таа појава, постои и дека мора да се реши, мора да се реши. 3 месеци по рестриктивните мерки против коронавирусот, гевгеличани се враќаат на старото секојдневие. Но заштитните маски не можат да ги заштитат и од стариот проблем на градот, кој доаѓа заедно со топлото време. Таа се настигнува од кај запад некако, иде некој непријатна миризба. Има фарма, најверојатно е до фармата. Тоа трае с годинама. Имаше понија палеше, па мириси, па други, па фарма имаше, па свашто има. Нема што нема. Се жалат, меѓутоа си има, нели, тука надлежни тие кои фирми, дали што се близко покрај градот дека има. Може би тие треба да се ја заврши тие работа. Од лошата миризба која повремено се шири во Гевгелија, локалните жители се жалат со години. Локалната власт уште во 2018 година најави специјална истрага за да го лоцира изворот на проблемот, но до денес официјален виновник не постои. Како и граѓаните, првиот човек на општината смета дека непријатната реа се шири од некоја од локалните фарми. Но најавената истрага за ангажирање специјализирана фирма за контрола пропаднала како идеја поради ограничениот општински буџет. 2018 година во мојата агенда беше година на опоравување финансово, да консолидираме општината и за секој денар водевме сметка. Така да за нас тогаш беа тие голема сума на пари која во тој момент, во 2018 година, ценавме дека со парите што ги имаме други приоритети. Не велам дека ова не е приоритет, баш напротив. И тогаш и сега сум сметал дека е најголем приоритет. Меѓутоа, сепак едно е жалбите, друго се финансовите можности. Сепак на терен постапували локалните и државните инспектори, но ниту едните, ниту другите не можеле да утврдат од каде доаѓа лошата миризба.
А потенцијални загадувачи се 4 фарми во околината: мала свинјарска, мала краварска, средно голема живинарска и поголема комбинирана фарма со кланица. За 3 од фармите надлежна за контрола е само општината, додека само кај големата фарма надлежност имаат и локалната и централната власт. Екипата на 360 степени во различни денови ги посети потенцијалните загадувачи. На неколку километри од центарот на градот, кај селото Негорци, се наоѓа малата свинјарска фарма. Оваа фарма, според локалниот инспекторат, во моментов не се смета за загадувач, поради малиот број грла и начинот на изѓубрување. Испод подот на фармата се наоѓаат водено-препустливи канали, преку кои со цевковод изметот оди до водонепропусната јама и оттаму се транспортира на безбедна оддалеченост од населените места на земјоделски земјишта. А кој загадува ако не оваа фарма? Илков вели дека не е негова работа да одговори. Не сум јас тој кој што можам да го утврдам тоа и со прст да покажам точно таму и таму се наоѓа жариштето. Затоа постојат институции, не посетуваат нас, ги посетуваат нив. Малата краварска фарма пак е речиси во срцето на Гевгелија. Газдите не успеавме да ги најдеме. Од инспекторатот не ја посочуваат како загадувач, но објаснија дека е во тек судска постапка за преселба на фармата, бидејќи градот во меѓувреме се проширил, со што стоката сега недозволено се чува во урбана област. Живинарската фарма се наоѓа под падините на Кожув. Според локалниот инспекторат, и оваа фарма не може да биде загадувач, бидејќи имала најсовремен начин на третман на изметот од животните. Јас мислам дека од нашата фарма 100% не може да биде таа миризма. Пошто е систем од 2018 година, значи не може да биде како другите од пример по-стари системи, значи. Ова е еден од најновите. Системот на изгибрување оде на ленти, значи ленти од внатре излегува надвор и директно во трактор. И истото тоа ѓубре уште истиот ден се носи на површините, на земјоделските површини. На најголемата фарма со име ветеринар, според локалниот инспекторат, во моментов се одгледуваат над 3000 свињи и 115.000 кокошки. За нејзина контрола ингеренциите ги делат централната и локалната власт. За одгледувањето кокошки фармата има интегрирана дозвола од Министерството за животна средина. Процедурата за овој документ почнала во 2007 година, а процесот конечно завршил минатата година. За свинјарската фарма пак ветеринар поседува интегрирана еколошка дозвола, издадена од претходното општинско раководство во 2015 година, поради што надлежност за контрола има локалниот инспекторат. Сепак се работи за фарма, меѓутоа можеме одговорно да тврдиме дека на никој начин таа миризма не може да стигне од нашава фарма до градот Гевгелија од многу причини. Една е ружата на ветрови која што кажува дека во правец на градот дува само 29 дена во текот на годината кон градот Гевгелија и сепак и во тој случај треба да се створат специјални услови каде што ќе може миризбата да стигне до градот. Според собствениците од семејството Кичукови, чиј близок роднина Томе Кичуков е независен советник во општината, а во претходниот мандат и советник од тогаш владеачката коалиција на ВМРО-ДПМНЕ, за лошиот мирис во градот има други причинители. Како можни извори ја посочуваат градската канализација, дивите депонии, а и стоката на други жители. Но за фармата ветеринар, локалниот инспекторат има поинаков став и покрај тоа што не регистрирале прекршување на вредностите. Предпоставуваме дека повремената појава на непријатен мирис доаѓа од фармата на ветеринар, иако анализите покажуваат присуство на гасовите во фармата во дозволените гранични вредности. Сомнежот на локалниот инспекторат е дека можниот извор е системот за одлагање на сметот, преку така наречени отворени јами, во кои тој ферментира до моментот кога може да се користи како ѓубриво. Сепак мерењата кои според закон ги врши акредитирана фирма не покажале незаконски вредности. Единствено отстапување регистрирано било лани,
кога општината побарала интервенција од државниот инспекторат, кој заедно со локалниот на терен констатирале дека бројот на свињи е поголем од капацитетот што го опфаќа Б интегрирана дозвола. За проектираниот капацитет кој што е наведен во дозволата, потребно е поседување на интегрирана еколошка дозвола или на дополнување на постоечката интегрирана еколошка дозвола од живинарската фарма. Од страна на државниот инспектор испратено известување и до општина Гевгелија и до инсталацијата дека е потребно да започнат постапка за добивање интегрирана еколошка дозвола, пошто е постапено. Додека локалниот инспекторат вели дека нова дозвола била побарана поради зголемениот број свињи, директорот на фармата тврди дека станува збор за бирократска грешка, односно дека дозволата од општината ја добиле за актуелниот број свињи. Од како е издадена дозволата, ние го немаме зголемено капацитетот. Може да се видат хартиите, да се види колкав е нашиот капацитет, да се види кои се рамките на Б интегрираната еколошка дозвола и да се донесе заклучок. Мислам, тоа е прашање кое што треба локалната и генералната власт да си го решат и да не задолжат кој е одговорен за нас. Кој да е во право за актуелната ситуација? Сега и општината се надева дека решението ќе си дојде со новата интегрирана дозвола и за свињарската фарма, доколку миризбата доаѓа оттаму. За таа да се обезбеди, фармата ветеринар ќе мора поинаку да го реши изѓубрувањето и депонирањето на отпадните води. На прашањето пак зошто досега не се увидело дека на фармата и треба нова дозвола, градоначалникот Поцков вели: Ние немаме систем кој ќе ни овозможува увид во секој момент за да знаеме се што се случува на терен. Прашањето може да го поставам обратно. А зошто економскиот оператор не го известил, не ја известил општината, а имал обврска спрема за добивање дозволата Б, дека се шири со грлата. Така да има одредени фалинки и аномалии, наше е да ги увидиме, ако сме грешка, не сме и ние Господ, и ние правиме грешки, кој работи прави грешки, ниту бараме прочка за сета таа работа. Ако е наше, добро е да увидиме и идните генерации, идните градоначалници, да им оставиме посредени ситуации за вакви пропусти да нема. И покрај волјата да се реши проблемот, фактите се дека долгите и комплексни административни процедури досега не само што не донеле решение, туку и нема јасна вина за навидум едноставниот проблем. Па во излез веќе не верува ни локалниот невладин сектор. Веќе граѓаните се навикнаа на овие изјави и овие ставови на локалната или државната самоуправа. Они за ништо немаат капацитет, тоа е очигледно. Нити на државно, нити на локално ниво, па веројатно овој не го сметаат за некој сериозен проблем. Знаете што, ако немаат средства да формираат трочлена комисија и да ги викнат овие по еден представник од сите овие 3 фарми и да им кажат донесите една кола овде и кој ќе имаме пример на таква непријатна миризба да се решетаат низ градот, јас не знам ни за какви буџети се разговара, за какви средства и за какви ингеренции. За промени ќе треба волја, пари и време. Дотогаш, гевгеличани нема да можат да бидат сигурни каков мирис ќе има нивното кафе, кога на лето ќе посакаат да го пијат на отворено. Не менувајте го каналот, по паузата е саботажата, а потоа и вестите на Алсат. Реконструкцијата на политичкото калкулантство стартува со официализација на директното подривање на секуларноста, кој како детерминанта го има моментот кога титовките се заменети со камилавки, а наместо одговорни политичари на граѓаните им служат црковни клисари. Ние немаме одлука за затварање на верски објекти, ниту за непрактикување на верата, заради тоа што тоа не може да се донесе. Дури во ниту една состојба да се наоѓа државата, тоа е право кое што е неприкосновено. Правата неизоставно предполагаат постоење и на обврски, но кога нивната неприкосновеност ќе биде потенцирана, тогаш одговорноста за злоупотребата е нормално да се префрла врз оној што го овозможил нивното широко толкување. Јас мислам тој што можам некому да му забранам да оди по улица, не разбирам. Не е должност на црква. Па што друго, јас не сум полицајец, само да изиграм. И знаете какви реакции има се? Па што ми е гајде за реакции?
а токму тие кои што со закон се задолжени да оневозможат воопшто да има реакции, одлучија дека не е време тој да се почитува. Иако за него сите беа загрижени, одеднаш наводно поради пари, се отстапи пред ковид бандитите и им се дозволи слободно да го ограбуваат највредното – здравието. Притисокот е бескрупулозно да ги казнуваме граѓаните за ограничување на движењето и за сите други мерки. Високите казни кои што би им се дале, дополнително би го оштетиле нивниот буџет и би влијале многу негативно врз благосостојбата на нивните семејства. Баш таа и беше причината поради која уште од почетокот во ризик беше ставено здравието од генералите, кои нешто подосна и лично ја принудија короната да го развие белиот бајрак. Се заканија дека нејзиното практикување не зависи од љубовта кон Севишниот, туку од полните чекмеџиња на лидерите, кој баш поради ова им беше исполнета. Mos dhash Zoti që ne të hekim dorë, ti pezullojmë vendimet tonë. Nuk ka fortë që mund të lufton epidemi. Ju garantoj që atëherë bëhet Bangladesh. Од сите погрешни предпоставки изгледа дека баш ова се потрефила. Оти како израз на реванш за браќата, мораше да се баре изедначување на скорот, па насила беа отворени капиите, ама за жал, не кон рајот на небото, туку кон пеколот на земјата. И повторно, со алал, ама не од Бога, туку од оние кои после речиси 20 години власт, може и така да се третираат себе си. Верниците не се криминалци. Потребата нивна да ја вратат врската со верата не е криминална. Мислам дека треба да престанат нападите директни врз верските заедници. Се разбира, ништо не би било како што личи ако семестрот не биде заверен од добронамерниот даскал, кој само подсетува дека ниту наставата, ниту вежбите не биле пропуштени, а се одвивале на редовен начин. И на крајот, математички прецизно. А откако почна да расте бројот на новозаразени, МВР ги засили контролите. За време на викендов изречени се околу 2000 казни за неносење заштитна опрема и непочитување на препораките. На нацијата и треба здравје, а на државата ред. Првото, без неа, е болест. Второто, анархија. Гледавте 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. До следното видување в петок од 22 часот. Пријатно.